Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Нашите тешки, мудри и храбри одлуки во изминатите 3 години ни донесоа стабилна, безбедна и економски просперитетна држава. Затоа ние сме подготвени да продолжиме со големите економски промени. За државните и децениските прашања покажавме дека имаме визија, одлучност и европски сојужништва. Со решавањето на регионалните спорови, ние ги отворивме перспективите на државата кон Европската Унија и НАТО. Нашата политичка дипломатска стратегија, на која посветивме голем дел од скратениот мандат, се исплатеше затоа што станавме позитивен пример за стабилизација на регионот, а со тоа ја обезбедивме поддршката на Европската Унија, која е пред одлука да ни додели датум за преговори. Со гордост можеме да кажеме дека, по заслуга на граѓаните, македонската армија е дел од НАТО, најмоćниот безбедносен сојуз. Ние остануваме посветени во создавањето на модерна армија. Денес нашата држава е известна 30-та членка на НАТО алијансата. Тоа, освен што носи безбедност и стабилност, носи и повеќе пари кај сите граѓани. Тоа се потврдува и со економските параметри од 2018 година, кога Северна Македонија доби поканата за членство во НАТО. Пример за тоа се странските инвестиции, кои што беа неколку пати поголеми во однос на претходните години. Политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и претседателот Зоран Заев придонесоа да имаме рекордно најниска невработеност од 17%, но исто така и драстично да се зголемат сите плати во сите сектори. Тоа значи дека македонската економија се стабилизира, што се потврдува и со растот на извозот и растот на индустријското производство. Со членството во НАТО на македонските компании се отвара пазар вреден 4 милиарди евра на годишно ниво. Тие сега можат да ги пласираат домашните производи затоа што агенциите на НАТО за услуги, набавки, информатика и комуникација остануваат достапни. СДСМ нема да отстапи од градењето европска еднина за државата. Имаме визија, храброст и одлучност да продолжиме по правиот пат. Заедно со граѓаните одиме во Европа. Ви благодарам.